Како резултат на наглите промени на времето, ладно во топло и обратно и разликата на температурите од 10 до 12 целзиусови степени, во Кочани и пошироко во регионот нагласа зголеми бројот на пациентите што страдаат од мозочни удари. Ако доскоро ваквите удари беа типични за лица над 60 годишна возраст, во последно време со ваква диагноза се јавуваат и лица помлади од 40 години, велат невролозите. Според нив релевантни фактори кои доведуваат до вакво заболување се стресот, наглата промена на временските услови како и на здравиот начин на живот, а и секако од можност не се исклучуваат нередовните прегледи и игнорирањето на болката што и најчестата причина за фаталните последици. Пациентите кои што добиваат мозочен удар претходно имаат недобро менаџирани интернистички болести. Значи ако пациентите не водат сметка за вредностите на крвниот притисок, односно имаат нелекувана хипертензија, ако имаат недобро регулиран шеќер во крвта, ако имаат зголемени масти во крвта за кои што не ја пијат соодветната терапија, ако имаат некои други интернистички болести од типот на срцеви аритмии, во тој случај стануваат потенцијални кандидати за мозочна болест. Годишната граница исто така може да се констатира дека со текот на времето се намалува, така да пациенти со мозочен удар имаме веќе и во 45-та година, па дури и помлади. Во однос на последниот месец од крупните хоспитализации што се реализирани во клинички центар Штип, можеме да кажеме дека има околу 25 исхемични мозочни удари или тоа се мозочни удари кои што настануваат заради затварање, односно оклузија на крвниот сад, и околу 10 хеморагични, односно крварички мозочни удари кои што настануваат заради пукање на крвниот сад. Доктор Личева апелира пациентите да прават почести контроли на здравствената состојба и доколку им се влоши состојбата, веднаш да посетат лекар. Болните пак да не ги занемаруваат вртоглавиците и интензивните главоболки. Редовно пиење на интернистичката терапија, контрола на крвниот притисок, контрола на шеќерот во крвта, контрола на мастите, поголема физичка активност, намалување значи на пороците од типот на алкохол, од типот на никотин и поштедување од стрес. Во Кочани, според информациите, е забележан пораст на мозочните удари кај пациентите. Недостатокот на невролог е една од аномалиите во оваа општина. Граѓаните засега можат да вршат невролошки прегледи само 2 дена во неделата, вторник и четврток. Тука неминовен е фактот дека ваквите заболувања за жал не бираат ден во неделата кога да ги нападнат пациентите, а тие за лекување мора да патуваат до Штип. Времето за стигнување дотаму за жал може да биде